Врвот на светската медицина и во Македонија, патентиран во САД, студиски потврден на Penn State Универзитетот во Харвард, произведен во Германија. ЦХ од Гелита, Германија, за здрави коски, тетиви, лигаменти и менискус. Не секој алфа е и ЦХ. Барајте го оригиналот ЦХ, барајте стриктно од Гелита. Не секој алфа е и ЦХ. Избегнувајте фалсификати, барајте оригиналната ЦХ. Пред илјадници години ги осветли нашите умови за да ја сватиме вистината. Трчавме низ вековите додека Томас Едисон направи чудо. И даде енергија и ние го дизајниравме егло во срцето на Австрија. Од 1969 секој ден растеме кон совршенството. На секои 2 секунди една светилка егло се вклучува за прв пат. Манекс го доведе во Македонија. Егло. My light, my style. Добро вечер. Јас сум Васко Ефтов во емисијата Во центар. Без разлика каде се емитува емисијата Во центар, почитувани гледачи, вие сте на вистинското место, бидејќи и вие и јас имаме право да знаеме вистината. Во наредните 50 минути директно во центар, кон вистината и на тоа што се случува на политички план во Република Македонија. Изминатите неколку дена, почитувани гледачи, по порталите и по порталите можете да прочитате купиште на фейк нюс информации, како што тие политички мизерлаци или нарачени пропагандистички текстови ги нарекол господин Доналд Трамп, поврзани со мене и со мојата емисија. Емисијата Во центар е нешто свето за мене и во рамки на емисијата Во центар не планирам ниту една секунда да трошам време на демантирање на тие политички пропагандистички ѓубриња. Затоа си постојат судски органи. Све што имам да кажам, ќе кажам пред судските органи. Луѓето што тоа го напише ќе треба да одговорат на некои мои прашања пред судските органи. Тука разговараме за политика и за политичка анализа и не планирам понатаму ниту една секунда повеќе да објаснувам што била причината и зошто дошло до прекинување на соработката помеѓу Канал 5 и емисијата Во центар. Да ги оставиме на страна сите тие неубави работи, да се вратиме на емисијата, политичка анализа број 3 или што ќе се случи во Република Македонија околу формирањето на владата, мандатот на владата и што треба да направи таа влада до крајот на оваа година за Република Македонија да стане, да не стане членка на Европската унија, на НАТО и што можеме на политички план да очекуваме со формирање на таква хетерогена влада, кај што ќе бидат напикани безмалку сите албански партии кои функционираат на територијата на Република Македонија. Во Албанија, во една владина коалиција нема толку албански партии колку што ќе има во како што сега стојат работите во владата на Зоран Заев. Тоа е детерминација од изборите, од резултатите. Бројките се такви. Не можеш поинаку да правиш. Меѓутоа, оно што можеше да се прави, оно што требаше и беше правено, тоа беше единствено дуи со ВМРО. И тоа е големата енигма на оваа политика. Зашто дуи не направи влада со ВМРО? Кога 10-15 години, колку цело време заедно живееја. Зошто дуи и ВМРО не направија влада? Бидејќи информациите од двата штаба вела дека неделата вечер, значи 1 или 2 сати пред да се откаже мандатот, или да излези Бојар Османи да каже дека нема влада, дека им треба уште време за размислување, и едните и другите славеле во штабовите. Да, на приказките, ја не одам на приказките. Зошто според вас не направија влада? Тука има внатре нешто суштествено. Кој им забрани да прават коалиција? Некој им забрани, според вас? Мислам дека да. Тука требаше да се казни овој Груевски. Мислам дека во оваа фаза не е казна за Амети, меѓутоа и него ќе го след. Господин Глизнаковски, вие сте член на извршен комитет на ВМРО-НП или ВМРО Народна партија на Лјупчо Ѓорѓевски. Да, член сум на ВМРО-НП, член на извршниот комитет веќе од 2007 година. И колку членови број извршниот комитет? 11 члена, со председател Ѓорѓевски. Значи, вие поише членови имате на извршниот комитет, отколку што имате членови што гласа за партијата? Па не би рекол баш така, господин Ефтов.
Не се согласам со вас. И сега ќе презимате ВМРО ДПМНЕ. Колку што можам да прочитам из медиумите, активно работите на презимање на ВМРО ДПМНЕ. Не го делам вашето мислење, баш напротив. Јас сум од оние кои што смета дека ВМРО Народна партија треба да обстои до крај, затоа што е формирана некаде 2004 година. Мене тоа не би ми изненадило, имајќи во обзир дека долг период тие соработуваат заедно, односно партиите на Љупшо Георгиевски, на Љубе Бошковски, на Стојан Чангелов, на Јове Кекеновски, Павле Трајанов и така натаму се во служба на Социјалдемократскиот сојуз. Дали со вашите гласови, некаде 25.000, поправете ме плюс-минус некој глас повеќе. 25.000. Дали со тие 25.000 ВМРО ДПМНЕ ќе победеше поубедливо на овие избори, ќе имаше сигурно 53-54 пратеници и разликата во однос на СДСМ ќе беше 7-8 пратеници. Дали свесно вашата коалиција, вашата партија не работеше за намалување на изборниот резултат на Никола Груевски, помагање свесно, несвесно, директно или индиректно на Зоран Заев? Господине Ефтов, ние имаме партија веќе 13 години. Зошто нон-стоп нас не лепите де лево, де десно? Ние си обстојуваме на политичката сцена во Македонија. Вие сте дел од структурата, вие сте колку што можев во медиумите да прочитате, да прочитаме, вие сте дел од структурата на ВМРО Народна, која го минирала договорот помеѓу ВМРО НП и Никола Груевски за стопување или заедничко одење на изборите. Тој договор нели го промовираше Ламбер Нудов, колку што можам да се сетам, а вас ве посочува медиумите како Слободан Близнаковски дека сте против коалиција со ВМРО ДПМНЕ. Ако бевте у коалиција со ВМРО ДПМНЕ ќе имаше 54-5 пратеници, ќе можеше да се формира влада со ДУИ или со некоја друга албанска партија. Дали свесно работевте за Зоран Заев? Не сте докрај информирани. Значи овде не станува збор за коалиција. Понудата која што ВМРО ДПМНЕ ја достави преку господинот Арнаудов беше претопување на партијата ВМРО Народна во ВМРО ДПМНЕ. Значи јас сум еден од тие кој што се спротистави на претопување на партијата. Била дека клучни играчи, не една мокна амбасада во Македонија, пред 27 април има 2 средби, најмалку 2 средби во седиштата на Љупчо Георгиевски, кај што Љупчо Георгиевски ги добива задачите. Како да делува, што да делува, со кого да делува и што да соопшти пред македонската. Точно е, настапите на Георгиевски на 11 декември, потоа молчењето 5 месеци и сега наеднаш појавувањето со вака прилично засилено темпо индицира дека има добиено инструкции како треба да се однесува и што точно да каже. Односно поранешниот лав Љупчо сега станува канаринецот Бубе, кој треба да го соопшти тоа што треба да го соопшти, што му е дадено ко задача по партитура, што се вели. Воочено е дека само тој може да со некаква колку толку кредибилност да каже, бидејќи ако другите партнери се појават, знаете дека еден од тројцата ветуваше промена на име за неколку дена со видеоматеријал кој што слободно циркулира на социјалните мрежи, така што тој е многу искомпромитиран, додека за Љупчо се смета дека можеби ќе повлече. Она што тој го направи на 11 декември е тотален дебакл за нивната трипартитна коалиција, меѓутоа голема штета за ВМРО ДПМНЕ, бидејќи во тоа техничко менување на бројките, тие 25.000 гласови значат можеби 3 или 4 пратенички мандати за ВМРО ДПМНЕ. Така што одиграни се варијантите, добро смислени од Deep State. Еве што пред неколку дена изјави Али Ахмети на тема дали тиранската платформа ќе биде составен дел на владата на Република Македонија или на програмата на владата на Република Македонија. Али Ахмети вели, цитирам, декларацијата на албанските партии нема целосно да биде вклучена во владината програма. Тука се постава прашањето, каде исчезна тие тврди ставови на ДУИ и на албанските партии?
Тиранската платформа да биде поидовна основа за формирање на македонската влада и дека ниту една албанска партија нема да биде составен дел на било која влада во Република Македонија која нема 100% или во целост да ја прифати Тиранската платформа или содржината на Тиранската платформа. И тука се постава прашањето, почитувани гледачи, дали таа Тиранска платформа всушност беше напишана и направена да бидат Никола Груевски, ВМРО, ДПМН исфрлени од играта за формирање нивната македонска влада, односно дали американците 100% стоеле за Тиранската платформа или сепак Тиранската платформа е дел или е напишана од таа структура на Барак Обама, Хилари Клинтон, преку Брисел и преку министерот за надворешни работи на Република Германија, господинот Габриел. И то гледате, некаде пред 6 години Мендух Тачи излезе да една легендарна изјава ќе биде касапана. Сега одеднаш имаме некој репринт на ситуација која е 96, 97, 98 година, кога две мокни албански партии гравитираат околу владата, зборам за БЕСА и зборам за ДУИ, со сите слабости и мани кои ги имат едните или добри страни едните и другите. Дали тие две партии, БЕСА и ДУИ, може да бидат дел на иста влада? И дали ако бидат дел на иста влада, конфликтот кој го имат, кој е природен конфликт, кој не е вештачки, кој не е измислен конфликт помеѓу нив, ќе го внесат со себе како мирас во рамки на таа влада? Видите, тешко е да се живее на тој начин, поготово да се води влада. Меѓутоа, тие ќе мораат. Кога мораат, што ќе прават? Обидот ќе биде, мислим, тогаш за многу лесно ќе влади. Едни други да се требат во смисол на корупција, во смисол на работа, да се надгледуваат. Мислите дека Заев ќе биде комотен во таква влада? Многу комотен. Ајде. За тоа што тие ќе му ја вршат работа. Ајде да направиме една мала мини политичка анализа. За партијата БЕСА е исклучително важно да има свој човек на чело на исламската верска заедница. Ако партијата БЕСА стане дел од ова влада, дел од некоја идна македонска влада, првата работа која ќе треба да направи или ќе сака да направи, да влезе во процес кој може да трае една, две или неколку години, наменување на првиот човек на исламската верска заедница, тој е господинот Сулеман Реджепи. Бидејќи партијата БЕСА смета дека Сулеман Реджепи во моментот е една од удуарните тупаници на партијата ДУИ и дека де факто партијата БЕСА сака да стави свој човек кој ќе има многу подобри односи со Република Турција, со Тајип Ердоган, со екипата на Тајип Ердоган, а нема исламската верска заедница да ја користи како главен инструмент и топус на албанската политика или на голема албанската политика во Република Македонија. Ајде да предпоставиме, да направиме една анализа. Значи имате две албански партии кои се во влада. Двете се силни, двете располагаат со доволно ресурси. Например, моделот на БЕСА вела дека е само одржлив. Влезени се одредени пари, инвестирани се во разни дуќани, разни деловни објекти и така натаму, и тоа веќе има овозможува одржлив економски модел на функционирање и финансирање на партијата. ДУИ, без разлика што е преполовена, сепак располага со доволно контингенти, команданти, луѓе кои се на терен и така натаму и така натаму. Одеднаш го имате Зоран Заев, кој ги има гласовите во овие секојаш проблематични албански средини, како што е Рачиново, како што е Студеничани, како што е Грче, Цара и така натаму и така натаму. Или ние тоа сме ги нарекувале пежоративно во новинарските кругови, во наводници ДБК гласови, бидејќи таму секојаш функционирала ДБК, УДБА, КОС или како ќе се нарече. Имате три структури кои еден за друг се држат за гуша, се уценуваат во наводници политички помеѓу себе и треба да функционират. Како ќе функционират? Видете, цела ова приказка, цела ова филозофија е филозофија на бројки. Не е филозофија на идеологија, не е филозофија на политика. Политика е надвор од тоа. Меѓутоа, свесни за бројките, единствен што профитира, и устари сака да профитира, ја не сум уведен дека ќе успее да профитира, е БЕСА, која стои на дистанца, наметнува ритам на игра, поставува услови. Од друга страна не влегува, пораката е можам да те зезнам било кога, а од друга страна пак Алија Мети, ова му е последен момент пред распад што му следи, да профитира нешто и да се врати на поидовните политички цели. Кога правите политички анализи, почитувани гледачи, тогаш мора во предвид да ги земите фактите, а фактите да говорат следното. Кој македонски град во моментот се снабдува со природен газ кој потекнува од
Руската Федерација. Во моментот само еден град во Република Македонија, а тоа е градот Срумица, се снабдува со природен газ со потекло од Русија. Тоа го прави со посредство на партнери во Бугарија. Меѓутоа, фактот кој не може да биде негиран дека руски природен газ во моментот во Македонија се користи само во градот Срумица. Ако ја поставите дилемата кои фирми од Република Македонија најмногу ги искористија санкциите кои беа воведени против Русија за неможност да се извезуваат земјоделски производи на рускиот пазар, тоа се фирмите од околината или од самиот град Срумица. Значи фирми блиски на Зоран Заев, луѓе блиски на Зоран Заев имале исклучително блиски односи и соработка со руски бизнесмени, со Руската Федерација и со одредени руски тајкуни. Ако го видиме фактот или географијата каде поминува турскиот тек низ Република Македонија, тоа е некаде на половина пат помеѓу тој граничен премин до Иран и градот Срумица. И ако така се постават работите, нели тога се постава прашањето какво е влијањето на русите врз функционирањето на СДСМ и на Зоран Заев, дали можеби руски пари се влезени во функционирањето на СДСМ и на Зоран Заев и дали би можеби во наредниот период кога ќе дојде до промена на американската политика во однос на Република Македонија, многу такви факти ќе излезат на површината. Ајде да бидеме се до крај коректни. Значи Зоран Заев ја намали таа разлика од 200.000 гласови од изборите 2014 во однос на ВМРО-ДПМН во еден значаен дел со албански гласови. Да. Не мора да се 7-80.000, меѓутоа се сигурно 30-40 до 50.000. Значи, значаен број на албански гласови ја намали разликата помеѓу ВМРО-ДПМН и СДСМ. Тоа во бројки изразено преку Донтов модел и сигурно 5 или 6 претеници повеќе за СДСМ. Дуи мора да се врати, како што велите, кон изворните командантски принципи и да ги радикализира своите барања. Беса треба да ги радикализира своите барања. Заев има испорачано огромни очекувања кои треба да ги реализира пред албанците и како таа коалиција ќе функционира кога сите ќе имаат максималистички барања. Види, ја мислам дека... А Заев го чекат локални избори. Да, Струмица, сите не чекаат тие, да. Во, не знам, во Крива Паланка нема да гласат албанци, ќе гласат македонци. Јас мислам дека овие гласови албански се пред се гласови на казнување на дои. И второ, се гласови на бизнис до ниво на кванташки. Ако ги гледа следените каде се, логиката беше ова, не се тие политички гласови, дека Али Амети тргува со наши гласови. Сега, место ние да му ги дадеме на Али Амети, да он тргува, ние сами ќе тргуваме. Ќе се договараме со Заев. Ама кои се потребите? Што речам, тоа канализација и до кванташки пазар. До тезга. Во понеделникот специјалното јавно обвинителство имаше своја пресконференција. На таа пресконференција повторно беше реактивиран случајот Сопот, или како што вели господјата Фетај, доколку предметот биде даден во нивна надлежност, тие ќе достават нивни сознанија до судот и ќе достават обвинителен акт врз база на кој ќе може да го реактивират овој случај Сопот. Случајот Сопот се случи од 2003 година. Во 2003 година министер за внатрешни работи господинот Хари Костов, сега генерален директор на Комерцијална банка, прв човек на управата за безбедност и контраразузнавање или на ДБК е господинот Зоран Верушевски. Прв човек на полицијата или на јавната безбедност е господинот Бојчевски. Гледате, господинот Зоран Верушевски, кој е најблизок соработник на господинот Зоран Заев, таа 2003 година кога е случајот Сопот е начело на државната безбедност во Република Македонија. И ако сега повторно се отвори случај Сопот, дали тоа значи дека некој сака низ вода да го пушти господинот Зоран Верушевски? Дали на некого сега му смета Зоран Верушевски и неговата близкост со Зоран Заев? За мене, отварањето на случајот Сопот и таргетирањето на оваа тројка, Хари Костов, господинот Бојчевски и господинот Верушевски, значи токму тоа, дека некој во моментот размислува од кога веќе го има искористено Зоран Верушевски, полека да почне да го пушта низ вода. Лют ли е Верушевски на Зоран Заев? Аба не можам да знам, јас со Зоран Верушевски не сум се видел 7-8 месеци, 10 година дено, не знам од кој излезе. Многу ми навела дека всушност тој е осигурачот кој не дозволува договор помеѓу Зоран Заев и структурите на ВМРО-ДПМН. Добро, професорот Верушевски е крут во делување политичко, он е голем безбедносен стручњак, барем така сака за себе да каже, меѓутоа е многу крут во политичко делување и мислам дека проблемот за
од решение, професорот има шанси да биде и проблем за излезно решение, политичко. Некаде пред 1,5 година, јули месец 2015 година, Лјупчо Ѓоргиевски има на историско интервју, по мене историско интервју со Ѓорги Коритаров. Да. За еден бугарски веб портал или телевизија која оди на интернет, не е важно. Предходно Кирчо Киров и некои од бугарските разузнавачи го обвинија Лјупчо Ѓоргиевски дека имал соработка со бугарските служби, токму во емисијата на Ѓорги Коритаров. За возврат Лјупчо Ѓоргиевски гостуваше во емисијата на Ѓорги Коритаров и дава една теза или една експликација која за мене е интересна. Вели 2002 година, иако сите ме сметаа за пробугарски, тоа вели Лјупчо Ѓоргиевски, за пробугарски настроен, сите бугарски структури во Република Македонија добија налог да работат против мене, значи против Лјупчо Ѓоргиевски, да гласат против ВМРО ДПМН. 2016 година се повтори таа ситуација. Сите пробугарски структури, значи не го обвинувам вас, но велам сите пробугарски структури добија налог да работат против ВМРО ДПМН Никола Груевски. Зошто во такви временски циклуси од 14 години пробугарските структури добиваат налог да гласат и да работат против ВМРО, која би требало да им биде поблиска партија од СДСМ? Не би рекол дека не е поблиска партија од СДСМ, затоа што ВМРО ДПМН забега во други води. Просто од најпатриотска, најреволуционерна партија стана просрпска партија, која што сметам дека понатака треба многу партии српски овде, Демократската партија на Србите на Стојковиќ и уште една која што обстојува, да размисла дали воопшто треба и да обстојат на македонската политичка сцена. Најдобре за нив да се самоукинат и да се претопат во ВМРО ДПМН, затоа што таму може да си ја најдат српштината. На изборите 2002 година, значи това е кога ние паѓаме, падаме од власт. Да. Значи всичките български лоби групи в Македонија, значи не казвам агенти, значи лоби групи, оти да разчистиме. Ако некој сака да е пријател, да има комуникација и това, работеха против моето правителство, да падне. И да дојде Бранко Црвенковски, да дојде да се смени правителство. Така ли беше значи, наистина? Тоа ви го кажувам многу инклузивно и нека ако има българската служба анализа и новинари, нека се заинтересираат зашто Българија работеше 2002 година Ѓоргиевски да падне од правителство. А зашто според вас? Кажете значи, зашто. Јас имам едно објаснување, немам друго објаснение. Значи, тогава западните страни решиха да ме рушат од правителството. Зашто? Ами тогава знаете беше Вие кризата. бяхте нещо против Охридския договор Не, или тогава какво? беше, значи вие знаете, тогава имаше војна в Македонија 2001 година. Значи в таа војна јас си водев една автохтона македонска политика, сметах, водех таква како што сметах дека треба да има за македонска држава и одредени западни страни решиха дека јас треба да паднам и да си заминам од вас. Меѓутоа, Това беше преди коалиционното правителство да стане. Значи, това е, изборите се на 15 септември 2002 година. И најодговорно ви казвам дека всичките пробългарски лоби групи в Македонија работеха активно да го слушат Ѓоргиевски од власт. Уште едно легендарно интервју на Лјупчо Ѓоргиевски ќе ви цитирам, ова е за ТВ24 во Република Македонија, мислам со колегата Мишко Иванов. Тој што му вели: Мишко, кога кажувам УДБА прислушкуваше, мислам на СДСМ. Тоа е поврзано со аферата Големото во 2001 година, вие сте близок со доста Димовска, точно знаете кој беше тој главен играч кој прислушкуваше 2001 година, господин Верушевски, точно знаете кој е главниот играч кој сега прислушкува. И како вели Лјупчо Ѓоргиевски, кога кажувам УДБА, мислам на СДСМ. Со тој СДСМ, со тој Заев и со тој Верушевски вие сакате да коалицирате. А тие ви ја сменија најблиската пријателка и вашиот политички ментор, господјата Доста Димовска. Ите, кој е салто мортале правите, господин Близнаковски? Па не ви рекол, зашто салто мортале? Господин Ефтов, мора да сватите едно нешто. Значи, во политиката ништо не е невозможно. Едноставно, ние нема да заборавите, 2013 година имавме веќе една коалиција со СДСМ. И не гледам ништо чудно и невозможно да ние понатака, условно кажано, може би се приближиме, меѓутоа како коалиции, меѓутоа не како нешто друго. Па токму Заев, Шекеринска и Ѓорги Спасов, тоа му го смета како едно од најголемите грешки на Бранко Црвенковски што направи коалиција со Лјупчо Ѓоргиевски. И тоа не го крие, го кажува по медиумите во своите политички анализи, политички експликации во своите интервјуа. Значи луѓето со кои вие сакате да коалицирате сега, нели?
за да не се претопите во ВМРО ДПМН, всушност за најголема грешка на Бранко Цренковски му ја сметат коалицијата со ВМРО-НП и со Лјупчо Ѓорѓевски. Видите, вие велите дека ние понатака ќе коалицираме. Никој не дава гаранција дека ние ќе коалицираме. Може да не ве сакат, но вие сакате. Може и да не сака. Тоа малце личи ке невестата, ке момчето Абер нема, ке невестата Тапанчука. Така да вие некако ко невестата се однесувате, се гледате дел од власта, никој не го село не го пуштаат он на попод керката. Керката сака, да. Не може така да ги гледате работите вие. Доколку ние не сме со ВМРО ДПМН, не смееме со никого друг да бидеме. Ние си водиме своја самостојна политика. Ние си имаме своји програмски цели, кои што, доколку се поклопуваат со некоја партија, дали од левица или од десница, можеме понатака да соработуваме како партија. Еве, не сакам цело време да ви кажам СДСМ, цело време ми викам УДБА за да го заштитам СДСМ. СДСМ снимал. Еве, што сакате понатаму? СДСМ снимал. Преку УДБА, преку Верушевски и преку структурата. Може би не биле ни свесни. Внатре во МВР, каде начело е директорот Милко. УДБА, значи, каква е конекцијата меѓу тие тројца, Верушевски, Костовски и Вазаревски, понатаму со делови од структура на СДСМ, не можам до крај да ви кажем. Меѓутоа, дел од раководството во одредено време ја фаќа таа јадица. Кај го има тоа? Во која држава го има тоа? Таа истата тројка што го отвори големото уво. Така што не ми треба на мене дополнителни факти. Јас зошто да ги сакам да ги бранам тие што се обиделе да ме рушат, да ми прават пуч? Па тие тогаш ми направиле пуч на мене. Во однос на минатата емисија сакам да направиме на мала корекција, почитувани гледачи. Минатата емисија кажав дека за таа една или две средби кои се помеѓу македонскиот претседател господин Ѓорги Иванов и лидерот на СДСМ и потенцијален мандатор и премиер на македонската влада господинот Зоран Заев, дека бил информиран Зоран Верушевски, дека тој дал благослов за одржување на таа една или две средби. Корекцијата се состои во следното: за тие две средби знаат само двајца луѓе, тоа е претседателот Иванов и лидерот на СДСМ Зоран Заев. Значи тие две средби кои се организирани на непозната локација или на непозната адреса се договарани помеѓу најтесните раководства или во таа директна тет-а-тет комуникација помеѓу Иванов и Заев. За тие две средби знаат само Иванов и Заев и на тие две средби е договорено под кои услови мандатот ќе го добие Зоран Заев. Во основа има три сценарии. Едното сценарио беше за конфликт помеѓу македонците и македонците. Со давањето мандат на Зоран Заев, таа опасност од конфликт помеѓу македонците и македонците е архивирана, односно не постои, барем сега во ова временска рамка. Втората можност или второто сценарио беше за конфликт помеѓу македонците и албанците. Не дај Боже, ако нешто посериозно му се случеше на заеден села, тогаш ќе беше неизбежен тој конфликт помеѓу македонците и албанците. И третото сценарио е конфликт помеѓу самите албанци. Ние 96-97 година имавме таква ситуација. Тоа беше на локалните избори во Тетово, а подоцна беше кога полицијата интервенираше во Тетово и во Гостивар за симнување на албанското знаме од јарболите, кога тоа знаме беше обставено или беше обесено пред општината Тетово и пред општината Гостивар. Тогаш дел од владината коалиција беше партијата ПДП, дел од опозицијата беше партијата ДП. Значи ние имаме искуство, имаме сценарио кога една албанска партија делува во рамки на владината коалиција против друга албанска партија. Дали сега ќе постои такво сценарио кај што ДУИ и БЕСА ќе влезат во одреден конфликт на партиска или на етничка или на верска основа и тој конфликт да го рефлектират врз владата или работењето на владата на Република Македонија, односно тоа сценарио да послужи како една можност за поширока дестабилизација на Република Македонија, тоа да биде влез во формирање на некоја една широка влада која би стабилизирала ситуацијата во Македонија. Зиеден Села вели: нема да се откажам од тиранската платформа, тоа исто како да се откажам од иднината на моето дете. Али Ахмети вели: нема целосната тиранска платформа да биде дел од владината коалиција. И нели доаѓаме до клучната дилема. Тиранската платформа беше, што се вели, мостот, браникот, темелот, стожерот врз кој требаше да биде формирана едната влада. Одеднаш тој темел, место од бетон, испадна од стиропор, кога што е Скопје 2014. Да. Таа платформа е реалните платформи. Сите партии ги има. Меѓутоа, дизајнот, како да се направи, мислам дека Али Ахмети имаше потреба за тоа, да ги однесе да се сликаат, за рейтинг. И тука, иначе, барањата, мислим, не можеш да се откажеш од тие барања, и не можеш да постоиш политички. Не,
Демир, ако ве разбирам, Тиранската платформа е направена за елиминирање на Груевски, да не може да направи влада, и за спасување на Али Ахмети. Груевски ги прифати сите. Он се налюти и почна да произведува Тиранска платформа, откако му го сврте грбот Али Ахмети. Мислите, му ги има Али Ахмети свртено грбот? Не, целосно на Груевски? Мислам дека кореспондираат. Мислам дека заедничка цел им е да што пократко трае владата да се оди на предвремени избори, затоа што нивната логика е да ја повратат силата. Дека губитници се и едниот и другиот. Иако реално, де факто, победиле, али во однос на политичкото дело тие падна многу. Лјупчо Ѓорѓевски вели, Никола Груевски треба да го следи мојот пример. Тоа е, значи, став на Лјупчо Ѓорѓевски и треба да си поднесе оставка на лидерската функција во ВМРО-ДПМН, како што направи Лјупчо Ѓорѓевски 2003 година. И вие го делите ставот на вашиот лидер по тоа прашање? Можете ли да ми дадете друг пример, освен Лјупчо Ѓорѓиевски, кој што покаже што значи да се води од демократските принципи на живење во една држава, повеќе партиска, каде што како председател на партија процени дека ги изгуби изборите и сметаше дека треба да го напушти лидерското место за да го отстапи на некој друг кој што може да освои повеќе гласови на некои си наредни избори. Кое што тоа и се случи фактички 2006 година Никола Груевски го порази СДСМ. Може ли да го анализираме моделот под кој се поднесол Лјупчо Ѓорѓиевски оставка? Тоа е 2003 година, значи на 15 септември 2002, оној легендарен 15 септември, има избори во Република Македонија. Знаете колку гласува освои Лјупчо Ѓорѓиевски на 15 септември? Колку бе некаде, не може да се 299.000. 300.000. Значи 299.000. Бранко Царенковски на тој легендарен 15 септември освои 497.000. Значи разлика од некаде 197.000, околу 200.000 гласа. Да. По теретот на такви изборни резултати, Лјупчо Ѓорѓиевски се поднесе оставка, значи не од демократски причини, туку поради тешкиот изборен пораз кој го дожива на 15 септември. Сега немојте човек кој е губитник на изборите да правите демократска величина. Зошто сметате дека Лјупчо Ѓорѓиевски и покрај тоа што ги изгуби изборите не може да остане на чело на ВМРО-ДПМН? Па може, меѓутоа ги изгубил изборите. Ѓорѓиевски имаше поддршка комплетна од членството и од останатите, од извршниот комитет и понатаму да продолжи да води партијата. Вие би останале на чело на партија ако изгубите со 200.000 гласа разлика? Независно кога и да изгубам, би требало да се повлечем од лидерското место. Колку освои Никола Груевски нови избори на 11 декември? 450 и нешто илјади. 453.000. Да. Колку освои Заев? 430 и нешто. 436. Така. 453 е повеќе или помалку од 436? Па во случајот е помалку. Знаете зошто? Па сега... Затоа што во парламентот се почитува мнозинството на гласови, а не мнозинството на пратеници. Парламентот е постизборна математика. Лјупчо Ѓорѓиевски го повика Никола Груевски да поднесе оставка поради изборните резултати, а не после изборните резултати. Изборните резултати велат 453.000 за Никола Груевски, 436 за Зоран Заев. Според вас, бидејќи сте добар по математика, 453.000 е помалку или повеќе од 436.000? Јас би рекол дека тоа е моментална ситуација и тоа не значи дека треба да ги гледате буквално така бројките како што ги гледате. Господин Близнаковски, избори се прават еднаш на 4 или еднаш на 2 години и ние гледаме пресек тој ден какви се бројките. Може бројките да се сменат по 5 дена, меѓутоа нема избори. На денот на изборите на 11 декември 453.000 е повеќе од 436.000. Тоа е математиката. Господин Ефтов, мора да сватите едно нешто. Не, мора да сватите едно нешто. Груевски е политичар. Груевски не е математичар во владата на владата на Македонија. Зашо има државна изборна комисија да ги брои гласовите, ако политиката не е математика. Во основа политиката е математика. Еден победува на изборите. Да. Тој што ќе изгуби на изборите, му честита на победникот на изборите. Така. Дали вие видовте Република Македонија поразење да му честите на победникот за победата на изборите?
Поразение да му честите, да. Лјупче Георгиевски, така, 2002 година, Бранко Црвенковски, 15 минути после поразот, му е честита победа. Така е. Дали Бранко Црвенковски 98 година му честиташе победа? Да. Му честиташе. И пие кафе заедно. Во она црна ролка. Излезе Црвенковски, штабот на СДСМ, не реновираниот штаб, ја честиташе. На 11, на 12 декември, на 13 декември Зоран Заев не честиташе победа. Напротив, дури во ТРЦ одеа да го сменат изборниот резултат. Видете вака, значи мора да ја прифатите и другата фактичка состојба. Значи не заборавете дека опозицијата освои некаде 600.000 гласови. Визави 450 и неколку илјади гласови кои што ги имаше Груевски. Значи не можеше Груевски да владее со 450.000, визави тие 600.000 кои што веќе сега се парламентарно мнозинство и значи дека ќе вода државата во наредните дали 4 или 2 години. По опозицијата освои поише гласови на изборите 98 година, па стана Лјупче Георгиевски премиер на владата. Опозицијата освои 2011 година повеќе гласови од колку што освои Никола Груевски, па си беше премиер. На крајот на криштата, нели, да се послужам со овие жаргонски логики, и на Евровизија тој што победи има помалку гласови, сите останати заедно, па е победник на Евровизија. Да, ма вам ви е познато и оној американски модел каде што Трамп освои помалку гласови, меѓутоа сепак е председател на Соединетите американски држави. Според тој модел тој победи. Според нашиот модел победува тој што има повеќе гласови. Не значи дека ќе формира влада, но е победник на изборите. Не гледам што е тука спорно. И вие барате од некој што е победник на изборите, да, кој победил со 453.000 гласови, да го следи примерот на некој што имал 299.000 гласови и е катастрофално поразен на изборите 2002 година. Нема логика, нели? Не. Баш напротив, треба да се напушти партијата, тоест да го напушти лидерското место, бидејќи едноставно кажано не може да предводи владата на Република Македонија понатака, ќе биде опозиција, конструктивна се надевам. Дури ќе да ни чекор понатаму. 2002 година на сите анкети Лјупче Георгиевски е четврти по рейтинг по структурата тогашна на ВМРО-ДПМН. Никола Груевски, Ганка Самилова Цветанова и Љубе Бошковски имат повисок рейтинг од Лјупче Георгиевски. Сега Никола Груевски со сите слабости, грешки, мани, промашување и така натаму, јас мислам дека има промашување, е убедливо со највисок рейтинг не само ВМРО-ДПМН, туку помеѓу сите македонски политичари. Како човек со највисок рейтинг, кој победил на изборите, кој во четврта изборна единица, значи на домашен терен на Заев, го поразува Заев со 8.000 гласови разлика, да се повлече овој да формира влада. Нема логика, нели? Не би рекол зашто да нема логика. Едноставно ДУИ не ќе веќе понатаму да соработува со ВМРО-ДПМН и просто го менува курсот и оди со СДСМ во коалиција. Не е ништо чудно и невозможно. Јас морам да ве потсетам во 90-та година. ВМРО-ДПМН освои 37 пратеници, највеќе пратеници, па не формира влада. Во политиката, почитни гледачи, работите не се случуваат тогаш кога ќе посакаме и тогаш кога посакуваме или тогаш кога очекуваме. Работите се случуваат тогаш кога ќе им дојде време. Во изминатите неколку месеци се остварени неколку средби на структури блиски до македонските официјални органи и структури блиски на Доналд Туск, на Доналд Трамп и на Тајип Ердоган. Резултатите и ефектите од тие комуникации или тајни средби помеѓу македонските структури и структурите на овие три адреси ќе се видат во блиска иднина. Ја мислам дека ќе бидете многу позитивни занадени, дека во најдните неколку месеци ние ќе можеме да го видиме шахот кој изминатите неколку месеци се играше на територијата на Република Македонија како подлошка за решавање на политичката криза во нашата држава. Се дава мандатот за формирање на влада. Или месец дена, 2 месеци, сите анализира дека Иванов на крај нема да го даде мандатот, дека ќе мора да воведи одредена воена, вонредна состојба или било каква слична состојба која не би била стандардно демократска и дека би се влегло во апсење на Заев, во апсење на почисти и така натаму. Одеднаш имаме сосема поинаква ситуација. Иванов го дава мандатот и сега целата тензија која до пред 2 недели беше помеѓу македонските партии, сега е внатре кај албанските партии. Сега тензијата политичка е драматична кај албанските политички партии. Во македонскиот дел се издишува полека тензијата, Заев влага во процес на формирање на влада, ВМРО не пре некои обструкции, Иванов не пре обструкции, но тензиите се внатре кај албанските партии. Тензијата ја прави без. Зошто? Што е тензијата? Тензијата тие се прогласиле за некој бич Божи кој ќе ги казнуваат. ДУИ.
и не прифаќаат да седнат, не прифаќаат да бидат у коалиција, прифаќаат да гласаат за коалицијата. Тие се прогласиле за морални и мора да го кажат она што не го казнува државата, она што состото не го прави. И Беса е... Појави многу пари на овие избори. Многу. Феномен необјасните уште. Дефинитивно во моментов она не игра албанска кауза. Нешто странно, не затоа што цело време и одмага на политиката албанска со цел да стане фактор, таа да одлучува и таа да реши кого казнува. Но, она што е интересно, албанштината ја гура настрана и вметнува верски компоненти. Во вторникот, значи пред 4 дена, на Макфакс или агенцијата Макфакс лиферуваше една вест со наслов "Почистите на Ердоган се кријат во Албанија". Инаку Макфакс е агенција која сега под контрола на USAID. USAID дава тешки пари за функционирањето на Макфакс и во таа агенцијска вест се вели дека албанскиот државен јавен обвинител Адријатик Лала изјавил дека лица кои се обидоа да извршат државен удар во Турција во јули минатата година во моментот се кријат во Албанија, како што пренесот албанските медиуми. Кога јас пред 6 или пред 9 месеци ви кажува дека албанските генерали или генерали со потекло од Албанија биле или стоеле позади државниот удар во Турција, вие не верувавте во тоа, почитувани гледачи. Еве сега самите албански медиуми и јавниот обвинител во Албанија вели дека дел од почистите кои учествувале во пучот против Тајип Ердоган се кријат во Албанија. Тоа ги потврдува сите оние тези дека Еди Рама во моментот сака да биде конкуренција на Тајип Ердоган, дека Еди Рама во таа своја роља има голема помош од она поразена структура на Барак Обама и Хилари Клинтон, на бриселската администрација и министерот за надворешни работи на Германија, дека Тајип Ердоган во моментот ќе помогне на Република Македонија, бидејќи сака со помошта на Република Македонија да ги спречи или во корен да ги скрши амбициите на Еди Рама да биде лидер на муслиманите на Балканскиот полуостров. Дури турските медиуми излегоа со информација дека во најголем дел меѓу уапсените генерали се наоѓаат албанци кои се со потекло од овие простори. Два албанска генерала поуздано имам извори да се учествувала у организацији овог војног пуча. Има еден трет генерал албанец кој е пребеган. Имињата на двајца албанци се спомнуваат и се кажуваат, меѓутоа има трет албанец кој е дел од турскиот воен естаблишмент, кој има пребегано, кој има избегано, кој не е уапсен. Они се тражили да он буде враќен у Турску. Чак се утели дипломатски скандал да направи, после се одустали. Сценариото за тоа што ќе се случува на политички план во Република Македонија беше некаде пред 10 дена дадено на Алсатем телевизија или во една информација која беше презентирана на Алсатем телевизија, а која се однесува на распределбата на ресорите во новата влада на господинот Зоран Заев. Значи во еден пасос на тоа соопштение кој беше прочитано или кој беше емитувано на Алсатем телевизија се вели дека партијата Беса би сакала да остане надвор од владата од разбирливи причини. И цитирам: "Нерешителноста на Беса, како што дознава неофицијално Алсатем телевизија, е поради досега познатите причини или поради големиот број на функции кои ги барат, а целта е да не се изгуби гласачкото тело пред локалните избори и поради, внимавајте, истрагите кои одредени субјекти кои се осомничени дека се финансирани од Турција." Значи во тоа соопштение или во тој прилог кој емитува на Алсатем телевизија се дава де факто сценариото што ќе се случи на политички план во Република Македонија, дека одредени функционери на Беса или одредени високи прваци од партијата Беса може да бидат судски процесуирани и полициски гонети поради одредени финансиски средства кои од Турција се инвестирани во работењето на Беса. Ако секој се шпекулира дека Беса е блиска до Тајип Ердоган, а не до структурите на Фетула Гюлен, која е опозиција на Тајип Ердоган или негов најголем непријател, тоа значи дека ако се истражува финансирањето на Беса, ќе се истражува финансирањето или мешањето на официјалната турска политика и на Тајип Ердоган во македонските политички односи. Ако Ѓорги Иванов испрати писмо на 4 адреси каде ги информираше за македонската политичка криза, тоа е Вашингтон, тоа е Брисел, структурите на НАТО и Тајип Ердоган како стратешки партнер на Република Македонија. Остана во Македонија да се скараме само со Тајип Ердоган. Со сите досега си еме скарано, само ни останува да се скараме со Тајип Ердоган. Ако ја вовлечиме Турција во нашите внатрешни политички конфликти, тоа нема да биде добро за Република Македонија.
меѓутоа очигледно преку Алсатем телевизија партијата ДУИ испраќа пораки до БЕСА дека ќе бидат гонети за турски пари. Тоа е влез во нова нестабилност во Република Македонија. Ако имаме три сценарија. Првото сценарија е внатре македонски конфликт, СДСМ и ВМРО. Со давање на мандатот Зоран Заев да формира владата, се издиша внатре македонскиот конфликт. Да, се релаксира. Не велам дека идеално, меѓутоа не постои таква тензија внатре меѓу македонските политички субјекти. Втората варијанта беше македонско-албански конфликт. Не дај Боже да загинеше за еден села, тоа ќе беше крах. Значи тоа ќе беше влез во некој босанско сценарио во рамки на Република Македонија. Апсолутно. И тоа горе-доле сега за сега е адаптирано, не е актуелно. Останува третата опасност по мене, може би грешам, е внатре албански конфликт. Нема почва за внатре албански конфликт. Нема почва. Прво, јас мислам дека трни да ги апси луѓето од БЕСА. Не може. Мислите дека не може? Не може. Не може тој да апси никого. Може ли намерно да се продуцира внатре албански конфликт, кога двете партии ја поддржуваат или се дел на една иста влада, и на тој начин да се испровоцира формирање на широка влада во Република Македонија, не поради македонско, туку поради внатрешно албански конфликт? Види, многу поблиско беше македонско. И тоа собранието. И тоа се издиша. Меѓутоа, тоа сценарио во текот се сопре. Некој кажа не сега. Не е време. Не е време, веројатно. Владата ќе биде формирана така како што ќе биде формирана. Тоа не значи дека таа влада ќе трае или ќе има голем мандат. После 100 дена Зиеден Села најави повлекување на своите гласови за формирање на владата на Република Македонија ако таа влада не ги исполни неговите очекувања или очекувања на неговата партиска и политичка коалиција. БЕСА до последен момент се нечка околу формирањето на таа влада. Всушност, две албански партии го проблематизираат функционирањето на таа влада. Дури Зиеден Села вели дека не може да се откаже од Тиранската платформа, бидејќи тоа би било исто кога да се откаже од еднината на неговото дете. Всушност, тоа ќе биде влада на многу стаклени нозе, бидејќи ако Али Ахмети по секоја цена сака да биде дел од таа влада и преку функционирањето на таа влада, бидејќи тој веќе 16 години дел од владините коалиции во Република Македонија, знае технологијата на владење и на функционирање, трни преку механизмите на владата да ги расчистува своите односи против својот најголем политички конкурент, тој е партијата БЕСА, тоа ќе биде основа за внатре албански политички конфликт. Тој внатре албански политички конфликт може да ја дестабилизира Република Македонија. Всушност, на Никола Груевски му одговара дел од тој албански политички конфликт да биде пренесен во владата на Република Македонија и Зоран Заев да го троши времето на решавање на внатре албанските конфликти. Ако има внатре албански конфликти, ако Зоран Заев има освоено помеѓу 40 и 60 илјади гласови на албанците на последните избори на 11 декември, тогаш ќе дојме во политичка ситуација човекот кој беше икона на албанските интереси во Република Македонија, тој е господинот Зоран Заев, да не може да ги исполни не само албанските очекувања, туку во негово време албанци да се тепат со албанци. Тоа може да значи крај на неговата политичка кариера. Никола Груевски во ВМРО-ДПМН сега се наоѓаат во иста политичка ситуација, победуваат на избори, но не може да си ги регулират односите со албанските политички партнери. Во моментов, значи, ВМРО треба да помине низ кичавската фаза на ВМРО на Лјупчо Ѓорѓевски. Значи, ова ВМРО на Никола Груевски мора да помине низ кичавската фаза на ВМРО-то на Лјупчо Ѓорѓевски. Значи, ВМРО-ДПМН не направи коалиција, биодел директно, значи, само заради специјалното јавно обвинителство, а не заради некои други причини. Добро, вие сте интелигентен човек. Пријатели сме 10 години. Седно сме били на гробот на Цар Самуил. Во документарецот кој го имав за една друга телевизија, се гледаме како одиме го посетуваме гробот на Цар Самуил во Преспа, во соседна Грција. Што мислите? Ако некој се плаши од специјалното јавно обвинителство, повеќе може да ја блокира работата на специјалното јавно обвинителство како власт или како опозиција? Па ако Груевски и ВМРО се плашат од специјалното јавно обвинителство, тогаш многу пологично е да направат коалиција со ДУИ и од позиција на власт да еминират работата на СЈО, отколку да не се договорат за нова влада поради СЈО. Нема логика, нели? Видите вака, специјалното јавно обвинителство е донесено со 2/3 во парламентот. Не заборавете, било што да се случува понатака,
ќе треба и да се продолжи мандатот на СЕО, ќе треба двотретинско мнозинство во парламентот да се обезбеди. Тоа ви зборам, тоа ви кажувам. Тоа е крајот на јуни им завршува мандатот. Фалиментот е мандатот на СЕО. Ако ВМРО и има направено влада, СЕО немаше да може да се стопи во основното или во јавното обвинителство на Зврлевски. Затоа велам, нема логика во што го зборите дека поради СЕО не направиле влада. Напротив, од страф од СЕО ќе направи многу полесно влада со ДУИ отколку што би направил Зоран Заев. Може би само сака да го скратат мандатот на СЕО. Не би рекол дека ќе чекаа доколку направи они брза влада во јануари, се зборуваме за месец јануари. Вие гледате дека го скратиле мандатот на СЕО. Неуставен суд не расправа за СЕО, иако има преставка. Иако таа преставка е кај господинот Јосифовски, ако не се лажам, кој беше председател на Државната изборна комисија во мандатот на ВМРО ДПМН. Значи тој како известител пред Уставниот суд може кога сака да го отвори тоа прашање за уставноста на СЕО, не го отвара. Ете многу фама, многу баучи се прават околу тоа СЕО и мислам дека многу погрешни политички анализи се прават околу улогата на СЕО, иако де факто СЕО делува на некој начин партиски. Уставниот суд, не заборавите дека таму има премногу политика, дека малку има правосудство. Како и секаде во државата, знаете, не можеме да вадиме само камчиња од мозаикот кој нас не одговорат. Ако има политика, има секаде од државата политика, у секое судство, у секоја судска постапка на крајот на криштата. Политичар со најмногу судски постапки не сме јас и вие, туку тој со кој треба да коалицирате. Односно, вие сакате да коалицирате. Зошто мислите дека ние ќе коалицираме? Вие сакате дали ќе коалицирате, ќе видиме. Не мора да значи, може да си останеме таму кај што сме опозиција. Во македонската историја или во колективната меморија, ние веќе имаме една или две ситуации кога албанци се тепале со албанци. При тоа не мислам на 2001 година, туку мислам на 96-та, 97 година. 96-та година се изборите, локалните избори во Тетово, кои што трае околу 6 месеци, тоа беше еден доста крволочен конфликт помеѓу гласачите на ПДП и гласачите на ДПА. И втората ситуација 97 година, кога македонската полиција или македонската влада дава налог, а членови на владата се министрите од партијата ПДП или албанската партија ПДП, дава налог за апсење на градоначалниците на Тетово и на Гостивар, тој е господинот Аладин Демири, кој е гостин во вечерашната емисија, и господинот Руфи Османи. Тоа беше албанско-албански конфликт. Дали денес постои сценарио за албанско-албански конфликт и дали тоа може да послужи како основа за формирање на широка влада која би ги стабилизирало македонско-албанските, албанско-албанските и македонско-македонските односи во Република Македонија. 97 година сте апсени вие? Да. 1997 година, кога се оние полициски интервенции во Тетово и во Гостивар за симнување на албанското знаме и за апсење на градоначалниците Руфи Османи и Аладин Демири, председател на македонскиот парламент е Тито Петковски. Истиот овој Тито Петковски кој сега нема ништо против албанската химна, албанското знаме и реализација на Тиранската платформа. Тогаш беше председател на собрањето. Киро Глигоров како председател на државата беше во официјална посета на Португалија. Актот, указот или одлуката за интервенција на македонската полиција или тоа што беше подложка за интервенција на македонската полиција во Тетово и во Гостивар го направи Тито Петковски. Мер вас нема да ви пречи да има промена на химната, промена на символи, на знаме, на државен грб. Прво тоа апсолутно Сега го зборуваме во отсуство на официјални информации што е се испреговарано, нели? Прво тоа не е тема која што е услов да се потпише договорот за коалицирање. Тоа се прашања за кои ќе се отвори дебата. Експерти, научници, политички партии и така натаму од земјата, од странство ќе седнат, ќе дебатират што е она што ги разделува етничките заедници и што е она што може да ги зближи етничките, значи да го вараме мостот кој што ќе не поврзува. Тито Петковски го потврдува во изјавата која дава за Плюс Инфо. Пред 4 дена вели јас тогаш го потпишав указот и законот за употреба на знамињата, бидејќи Глигоров бил на некој самит конференција во Португалија и во таква ситуација спикерот, значи Тито Петковски го заменувал председателот на државата, господин Киро Глигоров. Тоа Петковски го потврдува сега пред 4 дена. Тој го потврдува тоа, меѓутоа не потврдува дека Уставниот суд го укина и указот за прогласување на законот. Значи, тоа значи Уставниот суд незаконски го прогласи за неуставен и законот и указот за прогласување на законот. Во образложението на Уставниот суд. Тоа значи дека Тито Петковски го кршил уставот. Тој го прекрши уставот и Уставниот суд тоа го констатира. А државата не реагира. Меѓутоа никој не поведе постапка на одговорност кон Тито Петковски заради тоа што изврши мек државен удар и го суспендира
председателот во вршењето на неговите Тоа е надежности. 97 година, возбаза на тоа луѓе загина у Гостивар, нели? Луѓе беа и затворени во Гостивар. Да. Со тој закон и тој указ кој е потпишан на неуставен начин од Тито Петковски, значи. Меѓутоа Уставниот суд оцени дека председателот на Републиката за време на донесувањето на уставот бил во странство на службен пат во функција на вршење на должноста председател на Републиката и затоа председателот на собранието немал никакви овластувања да го заменува со образложение дека председателот е спречен. Председателот, каде и да е, во било кое време, тој е председател на државата. За оние немири. Вие и Руфи Османи. Симнување на албанското знаме, односно пачување на албанското, симнување на македонското знаме. Тогаш Уставниот суд носи одредена одлука, Киро Глигоров ево некоја службена посета на Португалија, овој Тито Петковски кој сега нема проблем со албанска химна, албанско знаме, ја потпишува одлуката и наредниот ден има интервенција на тогаш е тој председател на собранието. Наредниот ден има интервенција во Тетово и во Гостивар од страна на македонската полиција. Останува во свеста дека е во Гостивар, меѓутоа и во Тетово има интервенција, вие сте абсент тогаш. Не, имаше и во Гостивар и во Тетово. Разликата е што во Гостивар го притвори Руфи Османи, јас не бев притворен. Колку одлежавте? Година дена скоро, а бев казнет на 2 години. Година дена? Да, година, 8. Поради непочитување на одлука на Уставен суд? Види, тоа е кога политичкото делување станува субстанца на судството, а не. Тоа е иницијатива на некои граѓани дека до Уставен суд сум ја скршил уставност. Со тоа што не го поставувате македонското? Не, беше поставено македонското. Поради тоа што го поставувате албанското? Албанското. А албанското законски беше легално. Таа ноќ, кога интервенира, таа ноќ е донесен закон. Петковски го потпиша тој закон. Знамето пак беше законско. Току требаше да се казни тој елан на ДПА, партија која доаѓаше со огромен капацитет за реализирање на албанските права. Значи, всушност, преку Гостивар и Тетово требаше да се скрши ДПА на Армен Џафери. Да, тоа беше. Исто сега што прават со Тиранска платформа. А во 1997 година партијата ПДП, која тогаш беше дел од дадената коалиција, учествуваше во санкционирање на партијата ДПА или тој политички налет на партијата ДПА, учествуваше во апсење на двајца градоначалници од редовите на партијата ДПА, тоа е Аледин Демири и господин Руфи Османи, дали сега ќе има репринт на таа ситуација, албанци повторно да апсат албанци или луѓе од партијата ДУИ да апсат луѓе од партијата БЕСА. Очекувате такви избори во Тетово сега и на овие избори? Не можам ни да замислам колку грди ќе бидат. Овие избори? Да, овие следни локални избори. Веројатно најгрди. Најгрдите до сега. Во македонската историја. Да, најгрдите, затоа што многу копија ќе бидат на Амлетовско, да биде оцене, да се биде или не. До тука е дојдено. И за ДУИ, и за овие што доаѓаат, и за БЕСА, и за села, и тие доаѓаат. Има најмалку 3 сценарија како Република Македонија брзо може да стане членка на НАТО. Кога ќе речам брзо, мислам до крајот на оваа година. Првото сценарио да биде организиран референдум во Република Македонија. Тоа значи 50+1% од гласачите во Република Македонија, тоа е близу 900.000 луѓе, да гласат позитивно на тој референдум. Тоа е тешко остварливо, почитани гледачи, и таа опција се помалку е актуелна и се помалку во игра за решавање на тој проблем со името
Втората варијанта е под името поранешна Југословенска со мали букви, Република Македонија со големи букви, Македонија да стане членка на НАТО. Всушност, изминатите 4 или 5 години по основна пресуда на Хашкиот суд, раководството или официјалната политика на Република Македонија бараше по таа референца, како што е содржана во времената спогодба, да станеме членки на НАТО, односно да се реализира тоа што не беше направено на самитот на НАТО во Букурешт. И третата варијанта е под референцата ФИРОМ, која одговара на Грција, Македонија да стане членка на НАТО. Притисокот кој сега се врши во Зоран Заев е под референцата ФИРОМ која одговара на Грција, Република Македонија да стане членка на НАТО. Зошто е тоа важно, почитувани гледачи? Тоа е важно бидејќи американскиот амбасадор Джес Бейли по секоја цена сака Македонија да стане членка на НАТО. На тој начин сите активности на Джес Бейли, законски или незаконски, против него се водат одредени истраги во рамки на Американскиот конгрес, Американскиот сенат и Американскиот правен систем. Значи, на тој начин Джес Бейли сака да ги покрие сите активности кои ги правеше изминатите 2 години, а тоа е по секоја цена Никола Груевски ВМРО ДПМН да ги симне од власта во Република Македонија и да направи влада помеѓу СДСМ и помеѓу други. Колка ги се според вас шансите да ја зачуваме унитарна Македонија, таква како што ја знаеме од 45-та година нааму? Големи се шансите доколку влеземе во НАТО, господин Ефтов. Ние битка водиме како партија и во нашите програмски определби на прво место е влез во НАТО, потоа и во Европската унија. Доколку влеземе во НАТО, знаете многу добро дека безбедноста веќе преоѓа во раците на НАТО алијансата. Сега има неколку варијанти како можеме да влеземе во НАТО. И тоа нели го читаме од медиумите, можеме да го детектираме од интервјуата на новата власт ако биде формирана во рамки на Република Македонија. Интервјуто го снимаме четврток, ќе видиме до недела можеби да биде избрана новата влада на господинот Зоран Заев. Значи едната варијанта е да бидеме примени под ФИРОМ. Што за мене е лошо, ФИРОМ е она кратенка. Ние во Обединетите нации сме примени под референцата не ФИРОМ, туку поранешна Југословенска со мали букви и Република Македонија со големи букви. Значи, изминатите 5 или 6 години после на пресуда на Хашкиот суд, Република Македонија инсистира, таква и времената спогодба, под поранешна Југословенска, Република Македонија со големи да сме примени во НАТО. Сега се заговара варијантата со кратенката ФИРОМ да сме примени или да има одреден референдум. Што од тоа за вас како партија е прифатливо? Видете, вака, за нас е прифатливо да ние седнеме и продолжиме со преговорите за разликите околу името со Грција. Нема разлики, има разлика. Еднина е. Нема разлики. Не имаме многу разлики, имаме само околу името. Како да разликите околу името, разликата. Да. Да бидеме. Разликата околу името. Така стои во Обединетите нации. Разликата околу името. Добро. Значи ние тоа не можеме да го решиме веќе 27 години, така? Да. Значи секаде сме примени под ФИРОМ. Не знам што ќе ни пречи, веќе си се навикнавме ние на тоа. ФИРОМ. Тука е проблемот. Како сме примени? Поранешна Југословенска со мали букви, да. Република Македонија со големи букви. ФИРОМ, добро, како скратеница е тоа. ФИРОМ е скратеница која одговара на грците, не на нас. Да. Во скратеница ФИРОМ нема Македонија. Во поранешна Југословенска со мали, Република Македонија со големи букви има Македонија. Тука е тоа што нас не одговара, не им одговара на грците. Името Македонија. Јасно дека на грците не им одговара да се појави името Македонија затоа што они имат дел од територијата на Македонија и нормално е да не се согласуваат. Меѓутоа ние мора по секоја цена да влеземе во НАТО, па макар и под таа кратенка, а понатаму да продолжиме да преговараме до конечно решение на името. Врвот на светската медицина и во Македонија, патентиран во САД, студиски потврден на Penn State Универзитетот во Харвард, произведен во Германија. ЦЕХА од Гелита, Германија, за здрави коски, тетиви, лигаменти и менискус. Не секој алфа е и ЦЕХА. Барајте го оригиналот ЦЕХА, барајте стриктно од Гелита. Не секој алфа е и ЦЕХА. Избегнувајте фалсификати. Барајте оригиналната ЦЕХА. Пред илјадници години ги осветли нашите умови за да ја сватиме вистината. Трчавме низ вековите додека Томас Едисон направи чудо. И даде енергија и ние го дизајниравме егло во срцето на Австрија. Од 1969 секој ден растеме кон совршенството. На секои 2 секунди една светилка егло се вклучува за прв пат. Манекс го доведе во Македонија. Егло. My light, my style.
Ова беше емисијата во Центар, почитувани гледачи. Ова требаше да биде последната емисија во Центар која требаше да се емитува на Канал 5 телевизија. Како што гледате, емисијата ќе се емитува само на YouTube каналот Васко Ефтов. Што ќе се случи со емисијата во Центар? Каде ќе го продолжиме емитувањето на емисијата во Центар? Дали ќе направиме пауза до септември? За сите тие дилеми кои јас ги имам самиот, ќе бидете информирани преку мојата фан страна Васко Ефтов фан клуб во наредните неколку дена. Ние се гледаме идната или некоја друга недела. Пријатно вечер, Македонија, каде и да си.